Ако прочепкаме надолу, кон оние органи со кои што ние имаме секојдневен контакт, а тоа се јавните предпријатија од кои што бараме услуги. Ние не бараме услуги од Министерството за одбрана секојдневно, ретко кој се обраќа. Па дури во влада директно, ниту влегуваме, ниту ни требаат информации конкретни во тој обем колку што ни требаат информации од било кое јавно предпријатие, да речеме она што треба да ни ги чисти патиштата, она што треба да ни ги и кои што ги плаќаме. Тука не достигаат информациите, тука е транспарентноста помала. Сите тие имаат управни одбори, надзорни одбори, директори. Согласно закон треба да бидат објавени и лицата што се функционери, членовите на управните одбори и надзорните, но и нивните биографии. Вие тоа не можете да го најдете. Според едно истражување од 44 јавни предпријатија, само 6 ги објавиле членовите на управните одбори и нивните биографии. Во другите, како граѓани, не знаете кому плаќате, кој всушност управува со јавното предпријатие што вие го плаќате. Тогаш сваќаме дека се одливаат огромни пари на разни функционални додатоци, функционерски додатоци и така натаму, на предпријатија кои што не ја завршуваат доследно својата работа, кои што губат пари, загубари се, а при тоа ние не знаеме кому му ги даваме, односно кои се луѓето што се избрани и именувани да ги вршат тие функции. Тоа раѓа не само нетранспарентност, тоа раѓа недоверба во институциите и тоа после се шири и нагоре кон нивниот основач. Значи ние тогаш немаме доверба ни кон владата, иако таа котира на второ место, ниту кон градоначалникот, кој да е, не го спори ниту еден граѓанин фактот дека тоа се луѓе блиски на власта, која и да е. Се менуваат властите, нивните луѓе се блиски во управните одбори. Колку се стручни и колку се професионални, можеме да видиме преку нивните биографии, кои ние не ги гледаме, кои се некаде скриени. Предвидена е понатаму во секој менаџерски договор клаузула дека откако ќе замине менаџерот, односно ќе биде сменет бидејќи дошла нова влада или во рамките на истата влада се сменил коалициониот партнер и тогаш еден менаџер што го добил политичкиот колач си оди, доаѓа друг. По менаџерските договори им се предвидени клаузули дека тие ќе бидат исплатени до крајот на нивниот мандат и ние се тоа го плаќаме. Ако се смениле тројца директори на одредено предпријатие од една иста влада или од различни влади, се едно, на кои што не им истечен мандатот, ние плаќаме 3 мандата. Тоа ви го зборувам. Ако не го плати јавното предпријатие само, односно следниот менаџер, одат на суд и ги добиваат судските пресуди. И се одливаат пари од државниот буџет. Тоа не сме да биде така. Овие клаузули треба да се тргнат, а менаџерските договори треба да бидат јавни.